Нема што да ме молите да пазиме на времето. Гледаме дека тече времето. Не е проблем. Јас имам една дилема. Дали вие, господине председател на комисијата, го имате видено договорот и имам дилема дали го имате видено законов. Еве, например, првиот закон кој што е на дневен ред. Замислете, не само кореспондентните табели за кои што зборуваше сега колешката, исто така прашање и до министерот кој што гордо ставил подпис на овој закон, во воведот на законот има, оцена на состојбите во областа што треба да се уреди со закон и причините за донесување на законот. Под 2 има цели, начела и основни решенија на предлог законот. Под 3 имате оцена на финансиските последици на законот. Знаете што пишува? Не предизвикуваат никакви финансиски последици на буџетот на Република Македонија. Ако не се донесе овој закон, а не се донесе досега, државата плати веќе 54 милиони пенали. Ама вие сте се подпишале на предлог закон кој што не носи никакви финансиски последици врз буџетот на Република Македонија. Под 4 процена на финансиски средства потребни за спроведување на законот, начинот на нивното обезбедување, податоци за тоа, дали спроведување на законот повлекува материјални обврски на одделни субјекти, законот не предизвикува материјални обврски за други лица. Па за какво поевтино градење зборувате вие, почитувани од владата и пратеници, еве и председател на комисија толку денови, па кажувате еве опозицијата спречува да се изгради овој проект, поевтино и побрзо, кога гледаме дека и во законот лажете. Не само што ги лажете граѓаните на Република Македонија, и во законот лажете. И она што сега ми беше поентата, под 5 пишува предлог на регулативи од други правни системи и усогласеноста на предлогот на закон со правото на Европската Унија. Коса црта. Коса црта. Зарем не ви е срам тука што се наоѓате, например, министер или заменик министер, бидејќи министерот очигледно се срами од ваквиот закон, па ве пуштил вас, вие да црвенеете и надоле да гледате, и сега насила, на брзина, тука треба да се аминува ваков криминал. А замислете, сите до еден закони кои што се ставени на денешната седница се токму вакви. И со кој ќе разговараме ние? Немало финансиски импликации, нема никакви материјални последици, нема европска регулатива, има европско знаменце. Еве го. Сте ставиле европско знаменце, а внатре пишува дека нема усогласеност со европска регулатива. Во самиот закон пишува. Што е ова? Што е ова? Кај се наоѓате вие? Кој ви дозволува вака да се однесувате со прописите и регулативите во Република Македонија? Кој ви дозволува вака да си играте и со парите и со чувствата на граѓаните? Ви благодарам. Не само што не малтретирате нас, не само што не почитувате деловник, ова повеќе не важи за ништо. Уставот не важи. Против уставни закони вие поднесувавте, сега поднесува владата во име на криминалот на векот. И наеднаш поднесувате нови закони со европско знаменце во кои што сами признавате дека сте лажови. Ги лажевте до сега и граѓаните на Република Македонија и сега си признавате, ова е признание. Затоа што еден месец не знаете како да го испрезентирате овој проект и оваа кражба и како од буџетот на граѓаните, од граѓаните на Република Македонија да украдете 300 милиони евра. Ви благодарам, колеш. И тука сите сте собрани за да гласате, да аплаудирате додека некои се богати од надзори од фирми кои што се основани за производство на долен веш и луѓе кои што во животот не виделе како се врши надзор
надзор над патишта. Ви благодарам. И Министерството за транспорт и врски дозволило некој да добие дозвола за оваа работа, односно да добие документи преку ноќ од како се пријавиле претходно на тендерот. Ама за ова ќе има одговорност, луѓе, ова не е шала. Може би сега се смеете и онака убаво ви доаѓа дека нешто, не знам што правите, хероите, дека сакале да направат проект на векот, сакале да направат криминал на векот. И за ова никој нема да ви заборави, ниту ние, ни граѓаните.